Добар ден на сите. Моето име е Тина Димитриевска, ученичка во Средното стручно училиште Владо Тасевски и во оваа лекција ќе зборам за обични писмоносни пратки. Обични писмоносни пратки се поштенски пратки за кои при приемот на шалтер во ЕПМ на испраќачот не му се издава образец потврда за приемна пратка. Во обични писмоносни пратки спаѓаат писмо, поштенска картичка, печатни работи, секограм и мал пакет. Писмо. Писмото е затворена обична писмоносна пратка на која што не е означена вредност. Писмата се делат на стандардизирано, нестандардизирано и гломазно писмо. Својствата на стандардизирано писмо се: најмала димензија 14 на 9 cm, најголема димензија 23,5 на 12 cm, максимална дебелина 5 мм, максимална тежина 20 грама. Нестандардизираното писмо е писмо што не ги исполнува условите за стандардизирано писмо и има тежина на 250 грама. Гломазно писмо е писмо чија што маса е од 250 грама до максимум 2 килограми. Тоа е наменето за испраќање на поголеми предмети. Поштенската картичка е обична писмоносна пратка со отворено пишано соопштение. Има правоаголен облик, изработена од картон или од доволно цврста хартија, во форма на правоаголник и најчесто се користи за испраќање кратки соопштенија. Се предава отворено и без плико. Како се дефинираат печатените работи, книгите, весниците и списанијата? Печатени работи се отворени поштенски пратки кои содржат книги, каталози, весници и периодични списанија. Книги. Книги се непериодични печатени работи, кои имаат најмалку 50 страни, не сметајќи ги кориците. На корицата мора да има наслов на книгата, име и презиме на авторот, место на издавањето, година на издавањето и назив на издавачот, односно печатницата. Листовите на книгата мораат да бидат меѓусебно поврзани. Весници. Весници се печатени работи кои излегуваат секојдневно или повремено, во одредено временско растојание, во форма на весници, а не се укоричени и поврзани. Списанија. Периодични списанија се укоричени и поврзани печатни публикации кои излегуваат во одредено временско растојание најмалку 4 пати годишно. Што е мал пакет? Мал пакет е отворена обична писмоносна пратка во внатрешниот поштенски собраќај која содржи предмет со или без означена вредност и има тежина до 2 кг. Секограм е отворена обична писмоносна пратка во внатрешниот и во меѓународниот поштенски собраќај која содржи печатни работи со знаци наменети за слепи лица, звучни снимки или компјутерски записи. Што мора да содржи секограмот? Клише за печатање со знаци на секографија и звучна снимка или посебна хартија наменета за слепи лица, компјутерски записи, но само под услов да ги предава некоја установа за слепи лица или да биде упатена до неа. Кои се карактеристиките на секограмот во поглед на адресата, масата, пакувањето и димензиите? Во десниот горен агол на адресната страна се става ознака секограм. Адресата на примачот треба да биде напишана на десниот дел од адресната страна на секограмот. Масата на секограмот не sme да биде поголема од 7 кг. Вежби. За државното училиште за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид, кој се наоѓа на улица Народни херои, број 8, 1000 Скопје, пошто разнесувачот врачил учебници и лектири со брајова азбука со вкупна тежина 6 кг. Врз основа на дадените податоци, прикажи ја адресната страна на секограмот. Ви благодарам за вниманието.